Беше тоа на 15 февруари 1839 година, кога во Москва почина Рајко Жинзифов, македонски писател, преродбеник и публицист. Во своите песни го опеа славното и тешко минато на македонскиот народ. Најпознато негово дело е поемата Крвава кошула. На 15 февруари 1912 година во селото Чука, Костурско, е роден Паскал Митревски, учесник во Народно-ослободителната војна против фашизмот и во граѓанската војна во Грција. Умре во Скопје на 10 февруари 1978 година. Беше тоа на 15 февруари 1922 година, кога во Хаг се одржа првата седница на Меѓународниот суд на правдата, основан во 1920 година од страна на Друштвото на народите. На 15 февруари 1923 година почина Иван Мазов, македонски раскажувач. Работел како театарски критичар во весникот Нова Македонија. Член на Друштвото на писателите на Македонија е од 1972 година. Автор е на книгите Додека топовите пукаат, Потрагите на Евлија Челебија, а добитник е на наградите Мито Хадживасилев Јасмин и Крсте Мисирков. Беше тоа на 15 февруари 1936 година, кога со Закон за народни училишта се вовело 8-годишно основно училиште, кој не важел за Вардарска Бановија, туку се задржало 4-годишното школување. На 15 февруари 1950 година е роден Благоја Георгиевски Буштур, кошаркар, долгогодишен член на кошаркарскиот клуб Работнички од Скопје. За својот работнички одиграл повеќе од 600 надпревари. За младинската репрезентација на Југославија одиграл 60 надпревари, за сениорската репрезентација на Југославија одиграл 129 надпревари, а учествувал на 7 балкански првенства, 2 медитерански игри и на 2 олимписки игри. Од сите нив носител е на златна, 2 сребрени и 1 бронзен медал. Беше тоа на 15 февруари 1957 година, кога е роден Азис Положани, македонски политичар. Од 1998 до 2002 година бил пратеник во Собранието на Република Македонија. Функцијата министер за образование и наука ја извршувал од 1 ноември 2002 до 6 јули 2006 година. Автор е и коавтор на повеќе од 200 научни и професионални студии од областа на медицината. На 15 февруари 1962 година во Куманово е роден Иван Стоилковиќ, македонски политичар. Пред да стане професионален политичар од 1992 до 2002 година бил основач и директор на приватното градежно предпријатие Ламакс Ко од Куманово. Беше тоа на 15 февруари 1967 година, кога почина Симеон Радев, истакнат македонски новинар и виден публицист, историчар и дипломат во Бугарија. Бил близок до Централниот комитет на Македонската револуционерна организација и Македонскиот комитет на Борис Сарафов. Роден е во Ресен. Бил истакнат член на Македонскиот научен институт. Умира во Софија во 1967 година. На 15 февруари 1984 година во Скопје почина академик Харалампие Поленаковиќ, еден од основоположниците на историјата на македонската литература. Истакнат македонски научен и културен работник, долгогодишен редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје и еден од првите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Роден е во Гостивар на 30 јануари 1909 година. Беше тоа на 15 февруари 1994 година, кога министерот за надворешни работи на Австралија, сенаторот Герет Еванс, соопшти дека Австралија ја призна Република Македонија.
На 15 февруари 1994 година во Скопје почина Љубомир Белогаски, академски сликар, графичар и педагог, еден од основоположниците на македонското современо сликарство. Роден е во Делчево на 15 април 1911 година. Беше тоа на 15 февруари 2001 година, кога заедничката дипломатско-експертска комисија за утврдување и опис на државната граница меѓу Република Македонија и Југославија ја заврши својата 4-годишна работа. На 15 февруари 2018 година по тешко боледување почина Абдулаким Адеми, кој извршуваше и високи државни функции. Од 2008 година Адеми беше вице-премиер задолжен за спроведување на рамковниот договор. Од 2011 до 2014 година беше министер за животна средина и просторно планирање, а од 2014 до 2016 година ја извршуваше функцијата министер за образование и наука. Од 2002 до 2006 беше пратеник во Собранието на Република Македонија. Адеми беше оженет и татко на еден син, роден е на 20 декември 1969 година во тетовско село Шемшево.